За незаконско поставување на директори, Министерството за образование му ги одзеде ингеренциите на Рамис Мерко над две основни училишта, и тоа во Дрслајца и Подгорци. Организираниот образовен криминал го седна струшкиот градоначалник на обвинителна клупа. Против него моментално се водат судски процеси за несовесно работење и прекршување на законот затоа што поставил несоодветни директори на 4 училишта, меѓу кои и она во Подгорци. Таму на 2 пати за ВД директор било поставувано лице, кое не само што не било од редот на вработените, туку имал и несоодветно образование, односно бил ветеринарен техничар. Па така од штала директно седнал во директорската фотелја, а во меѓувреме се здобил со диплома од Меѓународниот универзитет во Струга. Одземени се ингеренциите на градоначалникот на Струга над две основни училишта – Свети Климент Охридски во Дрслајца и Гоце Делчев во Подгорци, по основ на нереализирани обврски кои произлегуваат од закон, ненавремено објавување огласи за избор на директори и именување на директори кои не ги исполнуваат условите за вршење на должноста. На двете училишта поставени се нови ВД директори. Од ресорното министерство нема прецизен одговор дали Мерко целосно ќе ги изгуби ингеренциите во образованието со оглед на тоа што против него се редат кривични пријави. Последниот случај се однесуваше за незаконско поставување на директор во училиштето во Радолишта. Се надеваме дека и во други училишта ќе бидат одземени ингеренциите, бидејќи на уште неколку места се забележени сериозни неправилности. Инаку како што течат судењата, се обелоденува на кој начин со амин на Мерко во спорните училишта биле поставени директори без потребното работно искуство, некои од нив без високо образование и без лиценца за директор. Во Лабуништа, наместо да именува директор од редот на вработените, Мерко донел образовен асистент од ресорниот центар во Битола. Ја вдомил најпрвин како психолог, а само по една недела ја унапредил во директор. Специфичен е случајот во Велешта. Своевремено тогаш актуелната директорка Екзона Шеј, која не ги исполнувала условите за наставник, а камоли за директор, вршила и мобинг. Јавното обвинителство ја сомничи дека приложила 3 фалсификувани исправи кои ги користела за полагање стручен испит во Државниот испитен центар.